I don't need frequency. I move freely. I listen to Biker's Garage. Nemam potreba od frekvencija. Se dvižam slobodno. Biker's Garage. Пресметка точно на пладне. Biker's Garage. Четврток, 13 часот. Почитувани, по оригинален влезот со музиката на Енио Морикони не можевме да го започнеме денешниот ден, кој е посебен по многу работи. Прво, заради тоа што и официјално го започнуваме третото продолжение или третата сезона на единствената байкерска емисија во медиумскиот етер. Слободно ке кажам. Ако до вчера посебен денот бевме и на радио на фреквенција, сега сме далеку стигнати заради тоа што се емитуваме и преку останати платформи, но како и во претходните две сезони, ќе имате можност да уживате во квалитетни муавети, квалитетни гости. Изборот на музика останува како и до сега, доследни сме на тешките звуци. И оваа сезона најавуваме многу гости, а најавуваме и еден настан посебен на денешниот ден, кој што во организација на Biker's Garage ќе се одржи по втор пат сезонава и тоа чинам дека ќе биде првиот мотособир за 2023. Така да ве поканувам, како и што досега и во минатите две сезони, оваа сезона да бидете заедно со нас. Јас верувам дека ве има, дека не следите, дека сме ви интересни, забавни, даваме и корисни совети за се оно што се однесува за байкерскиот животен стил, за мотоциклизмот воопшто, затоа што во оваа емисија во изминатите сезони ни продефилира и луѓе кои што не се само байкери на чопери, туку се и спортски надпреварувачи, така да и оваа сезона ќе имаме многу квалитетни муавети, а се во ова најдобро ќе ви го каже авторот и уредник на оваа емисија, кој што, еве, ќе ми е и чест покрај многуто нешто зашто е денов посебен, што токму оваа прва емисија ќе отвориме оваа сезона токму со него, а покрај авторот ќе ни гостува и една легенда. Ни доаѓа од Iron Ghost, Света Неделја, Хрватска, ама е наш. Сите го знаете како Трте, Чичко Боби го знаат нашите најмали слушатели, тука е Оливија, јас верувам дека она е најверниот наш, најмлад гледач на ова трета сезона на Biker's Garage. Како и да е, ќе му посакам добре дојде на Александар, мој колега, пријател, исто така со кој се дружиме веќе точно една година. 22 јануари ни била првата емисија во втората сезона лани. Многу премежија, многу новитети за оваа сезона со оглед на тоа дека нели сме во друго студио, идеме сега на интернет. Не доцниме, точно сме на време. 10 дена пред еден голем настан со кој еве денеска имаме повод да разговараме овде. Да, воопшто не доцниме. Таман сме се со тајминг, таман сме со се. Имавме големи промени оваа сезона. Знаеш? Јас знам. Дали нашите слушатели, гледачи не идеме веќе стандардно на фреквенција поради ред причини, на барање на наши луѓе кои што се надвор од Македонија, кои што беа лимитирани да нас слушаат, или додека дадена фреквенција не беше со целосно покривање на Македонија, па исто беа спречени и решивме да го направиме овој радикален чекор. Одиме на онлайн платформа. Си имаме наша платформа, имаме стрим,
кој што емитува 24 часа во живо, емисиите идат во живо. Остануваат за навек за како видео запис на сајтов. Сајтов, така ќе го наречеме, сајт. Па да, било како. Знаат каде може да го платформа. најдат. Веб платформа. Па предпоставувам. Ако не ќе ми ја кажеш. Да. Минатата сезона точно знаеш и фактографски. Колку емисии имаме направено? 33. 33 емисии ни продефилира некој, да не претерам, ајде многу ке се фалиме, ама па што да не се фалиме, некој 50 на гости. Да. Ти ја имаше тогаш во втората сезона првата шанса Александар Божинов, кој што е љубител, нели, и автор, реков и уредник на оваа емисија, да ја отвори со Даниел од Нокни волци. Не, од Потфат МС. Од Потфат МС. Прости Даниел, простете, пријатели сте едни други, да. Со таа, па потоа се сеќавам дека втор гостин ни беше Стефановски Жика, дечкото млад кој што не членува во ниеден мотоклуб, ама е страствен реставратор на модели. Тони Шипка ни беше тука, тоа беше исто така една жива легенда. Жива легенда. Old Fox Bikers ни беа гости. Точно, Даре ни беше. Даре од таму ни беше. Морам исто така да го поздравам веќе кога сме тука, да го поздравиме и Љупчо Младеновски Штраф. Еден од првиве моторџи до Љупчо. Да. Искрено и јас запознав многу луѓе. Мојата моторџиска кариера ќе ти откриам дека заврши некаде на 22 години од страв, дека последици ако паднам од мотор можам да имам страшни, да. Почнав од пухот на татко ми, го возев додека мајка ми викаше на тераса: "Застани, не бегај", ама толку беше бучен што не ја ни слушав. Возев една кратко Ямаха, знака бе како беше? Некој чопер и тоа беше 400 кубика, интересно моторче, па после пробав на Yamaha Intruder, на еден мој драг пријател Ристо. Тоа беше машина од 800 и сватив дека нема заебанција таму. Па не требало да застанеш. Да, никогаш не се знае, може да се да се продолжи. Што друго ќе кажеме? Научивме многу работи, не беа и од мотоклубот безбедност во минатата сезона, зборувавме и за нели сообраќајната култура, наврати во секоја практично емисија со сите моторџи го начнавме тоа како една тема. Можеме ли на оние кои што не знаат, на оние кои што допрва ќе дознаат за нас, да им објасниме која е целта на емисијава, која е идејава, зошто сме, еве кажав и во најавата, единствената емисија која што е посветена на бајкерската култура кај нас. Да не зборам и да звучам како политичар, бидејќи не е тоа целта. Ма никако. Да. Идејата на самата емисија е она буквално да се представат моторџиите во вистинското светло. Да не бидат секогаш дежурни кривци или виновници за шо и да е, бидејќи кога сме сите учесници во сообраќајот, сите носиме одговорност. Но на жалост, мада имаме веќе сериозен прогрес во тој поглед, до пред известно време моторџиите беа секогаш виновни или од старт беа прогласани за виновни доколку имаше некаква сообраќајна незгода. Така почна идејата, така се роди идејата за Bikers Garage, да се представат тие луѓе кои што носат елек дека всушност се можеби едни од најопштествено одговорните учесници во сообраќајот. И тоа и ти го виде минатата година. Значи имаме луѓе кои што работат во институции, службеници, а сепак се членови на мотоклубови, директори на образовни институции, нека го спомнеме пријателите од Свети Никола, така. Борча, значи која ќе се качи на мотор и кој ќе го стае елекот, тој не вози како лично тој, клубот го представува и сепак идејата е да се подигне нивото на свеста кај општите учесници, бидејќи и пешаците се учесници. Сега имаме електрични тротинети кои што не знам како се дефинирани кај нас полека. Возат кај ќе стигнат. Имаме велосипедисти, значи имаме многу учесници во сообраќај. И она што исто така е многу важно да им споменеме на нашите слушатели, оние за кои не се доволно упатени, и третирањето на оваа субкултура која што обединува многу. Ние ќе споменеме дека, ајде ќе претерам точнава бројка, ја знаеш на клубови кои што се регистрирани во државава, а ги има многу. Нели споменавме дека само ние минатата сезона направивме 33 емисии, тоа се најмалку 33 клубови кои обединуваат од 5 до 150
членови. Апсолутно. Нели, Да. тоа е маса на луѓе, една субкултура која што со години трае, го спомнавме и господинот Младеновски, Љупчо Штраф, Апсолутно. кој што е човек Легенда. во 80 некоја година се уште ден денеска вози мотори, ги памти почетоциве кога веројатно мислев дека треба да го заседлаат моторов дека е конј, да. Да. Потфатем си оваа година имаат јубилеј 25 години, значи они се мислам дека се првиот MC клуб во Македонија. Значи тоа е период, голем период на време. Голем период. И знаеш сега на кој ми текна? Ми текни на ретки птици од Гевгелија и тие се клуб. Точно. 7 октомври 1995 формиран, најстариот е моторџиски клуб. Да, Еве нека и не тоа речат јас ако поствари минав нека на ни Белград. напишат слободно на нашава веб платформа, речат не исправка, не се ретки птици меѓу најстариите моторџиски клубови кај нас нашиот е постои. Ако не се најстар, значи се сигурно меѓу најстарите. Да. А Цобе е еден од ретките кои што има извозено еден куп филмови, не знам колку. Не знам. Да. Интересното и тоа што откриваме нови рути. Практично луѓе што се на мотор го поминуваат времево на патишта. Само да му кажеме на Горан да му отвори на Боби на Тртен и доаѓа. Така, ја ќе го чував тоа како за изненадување по музичката пауза. Да, ќе го чував за изненадување, ама ете ти им откри, ама па сега уредник и автор се на емисијава, да. Ќе ни дојде токму Трте, наш гостин, денеска ќе продискутираме малку и со него на ќе одредени да. теми. Еве, така ќе го поделиме, сега ќе се поздравиме со него, па ќе поуживаме во една музичко парче, па еден вториот дел малце ќе го посветиме и на настанот кој што за 10 дена треба да се одржи во Драчево. Да, уште малку време остана до настанот. Се оваа недела што ќе следи ќе почнеме со финалните подготовки. И здрави и живи. Ќе Да. се гледаме таму на 19. Да, ќе уживаме и во музика, ќе ни откриеш подоцна и што ќе се случува на самиот настан, за оние кои што го знаат минатата година и присуствуваат таму, имаше готвење казани, имаше и она хуманитарна нишка за кој практично не постои ни еден мотособир кај што не се случува, горе долу. Нели? Но ќе објасниме повеќе за Да. тоа. Ќе го замолам нашиот пријател Боби, председател на клубот Iron Ghost, така? Дани не бил председател. Не, сега ќе ни објасни се во детали. Да. Да, Тоа сакав и јас да ти кажем, ама подобро Боби ќе си каже. да. Да направиме една пауза, па да влезе и Боби во студиото. Ајде, Горан, тогаш почестине со една убава музичка numера и продолжуваме понатаму. Секако. Red lips on an empty glass. Just a sip, not too fast. No tip, don't even ask. Are you the one? Cold feet with an open heart. Is this the way it's supposed to start? It's been too long since I've played this part. Are you the one? Are you the one? Are you the one I'm running from? Are you the one? Are you the one I'm running from? They say you just know, so sit back and enjoy the show. I know you'll have, but will you hold? Are you the one? No room for any games, and I'll get in my own way. But would you have me anyway? Are you the one?
flash. Just sip, not too fast. No tip, don't even ask. Are you the one? Да, назад сме во студиото, во подкастот, или ја ќе речам од таа генерација сум програмата посветена на байкерската култура, прва емисија од третата сезона на Bikers Garage. И ете, убаво започнавме во оваа емисија со тоа што се представивме и со авторот и уредникот на емисијата, продискутиравме малку и се навративме на претходните 33 изданија од ланската сезона и која е целта на постоењето на овој подкаст и на оваа емисија. И во меѓувреме, како што бива, бидејќи Bikers Garage е отворена за сите пријатели, наши соработници, другари, добронамерници, секако, го поканивме и секако ја прифати нашата покана. На наше огромно задоволство денеска е Боби Трте од клубот Iron Ghost. Овдека ни се придружи со мало задоцнување. Тоа е само поради фактот Трте што не дојде со мотор, бидејќи е студено, па дојде со колото, па тие гужви. Здраво, живо и добре не дојде. Добро е, најдов. Не знам кој пат више. Ако. Ама тука сме си Да, Сега си намески, као... бидејќи заедно организираме настанот на Пеленица. Јас се извинам што закаснив, стварно со враќав лудници низ град. Таман сме на време, тоа спомнавме дека оваа година еден од новитетите е дека веќе не сме ограничени нели со радиофреквенцијата и тука него се слушаме и во живо и како видеозапис кој што постои запишан и оставен таму, така да времето више не го мериме, Александар, нели? Точно така. Да. Тоа беше идејата. Да, времето не го мериме, само она што ни следува, деновите кои што ги живееме. Како си ти? Еве, кажи ни, не сме се видели од лани практично, Па некаде ќе да, ти кажам дека тоа беше Август. околу Август, 25-6 изданија кога се Да, кажавме да, тоа лето кога имаше Што да чувања, кажам? сега зима малце период на хибернација она. Па, што уште сме под импресија од патот до Хрватска, сега бевме викендов, мојот клуб правеше таму во Загреб, тоест не Загреб, во Света Невиља. Имавме винтер партито и така уште сме под импресија, 4 дена си поминавме супер со одлично друштво. Одлично друштво и си отидовме од тука, а и по пат си поминавме одлично, бевме малце до Вуковар, со клубот МК Вуковар, таму што се као матичен клуб имате на градот, ствари. Со нив убаво доживле, го видовме градот, продолживме кај нас и више се знае со свој кога си... Значи Iron Ghost практично отвори сезонава. Па да, не бевме со мотори, бевме со комби рентано. Ова е зимска Ама многу ладно, стварно. А знаеш дека следно ќе беше добро, технички се вози. Нели сега? Да. Реално натака патот би беше изводлив со мотор имаш, голем. да немаш. Ама за назад не фати она бурата што беше кај... Да. Во таков случај нели Во Србија, нема, да. мора запирање во таков Да, случај, значи нема технички ни се вози во зимски услови, да. Па добро, тоа може да го остварат тогаш на настанов кој следи за 10 дена. Барем релацијава е близко, се да отидеш до Света Неделја се 800 километри, колку се до таму? 850. 850 километри, тоа не е мала релација да ги поминеш во зимски услови. Денешниот 9 февруари, нели, прво издание го поминавме на некаде на минус 2-3 степени Целзиусови. Ама не е ништо страшно, мислам, дај, нели? Веќе друго Сме реални. недела ќе биде убаво време, барем така кажува телефон. Боби, не знам кај тебе како Ти, на телефон. тоа е, ама кај мене, нели? тоа е исто Околу тоа, да 13 попратам степени, ја. да. И сонце. Па и Лани лани не водеше добра среќа, убаво беше времето, сега се... Да. Ништо не се знае, ама мислам дека ќе биде. Ете, кога ги спомена тие зимските совери, таков е и овој кој што ни следи за 10 дена. Главното е тоа дека во него содржи компонента на варење, граф, тоа значи казани и топло, и ракија, и вакво, така да добар моментум за да, ете, се видиме и да не се забораваме од ланите. Да. Да, па тоа е идеја. Идејата ни беше малци да биде поразлично од сите други настани и се надеваме дека ќе успееме во тоа. Втор пат е сега, првиот пат помине како што помине, интересен беше настанот. Сега се надеваме поинтересно, поише други клубови, други јадења ќе бидат. Сега малце подругачи карактери има целиот тој настан.
Ама се надевам ќе... И битно во настаното од отворен карактер, Да, значи секој може да дојде, бидејќи ќе имаме повеќе казани, најверојатно повеќе од 8 казани ќе бидат. Па ќе прават и моите Да, доаѓаат. Од Хрватска специјално ќе доаѓаат за да... Значи, тоа е количина на храна која што Ќе треба да се изеди и да се проба. Да. На крајот на денот тоа е идејата, значи ние ќе се Да, дружиме секако. Храната ќе се Целата приготви целта е секако. преку храната, нели да Ќе се се готви дружиме. традиционална македонска храна Да. и на крајот од денот сите присутни бесплатно може да Густираат да да пробаат, густираат, да да живаат во јадат. низе. Да се дружат, Да се дружат, да се да. запознаат Да. со она што на почетокот господин Бојнев околу целите на Да. само Да. емисија и што значи бекерскиот живот и култура и не е дека нели само зборуваме и за музиката и настаните, него дека има и хуманитарни компоненти. Од друга страна, многу пати во секоја емисија тука ни беа нели и од мотоклубот безбедност и ти преска го нотираше истото дека зборуваме и за безбедноста, дека како учесници во сообраќајот, нели и треба да сме одговорни и понекогаш се прекршуваат работиве па као моторџиеве се оние кои што се највиновни, така да одлично. Одговорност е карактеристика која што Ке треба да се завлеземе, негува. ке завлеземе Која што во треба да се филозофски негува, да. моменти. Александар, дај деталите технички, значи кога ќе се случува настана, во колку часов ќе започнеме, сега нели условите се такви какви се, ќе има ли моторџиско дефиле. Ај, вака. Нели, Со ред. тоа е една страшна организација за оние кои што не се упатени, навистина не им е јасно, нели, дури една роденденска забава да треба да направиш со 25 луѓе е организација, па камоли нели настан Точно. кој што знае да собере луѓе и кој што практично преминува во традиција. Така? Да. Овој се Да, случуваше и за ланската тоа година, не е дека Тоа се надевам и Ето. ќе... Да. интенцијава сакам да речам ние да биде и традиција. заживе. Точно. И да биде првиот практично тртен настан зимски во Кенасов дека или во периодов јануари се собра. На страна оној кој што се случува за 1 јануари за собирот на рандом моторџиите на плоштад Македонија. Нели ова е прв пат? Не е прв. А, не? Не е прв. На отворено не знам дали. На отворено не. На отворено, На да. отворено, да. Да, на отворено, да. Отворено е прв настан, да, што ќе се направи, а иначе... Активни беа клубови во периодов. Па, Шала, сите дружби, си имаат, ама не зборам за сите си клуб имаат. хаусот, не зборам за него зборам за настан кој што еве Да. ќе вклучи, нели, и бина и музика и Апсолутно. готвење и Апсолутно. Од оваков карактер нема. Да. Нема, сега голем дел од клубовите си имаат по две журки. да. Едната е зимската, другата е нели летната. Сега кој најнапред пред нова година сега прави. Така, ама пак Овој вака на ако не сме први, втори сме, нели? Да. Така да, Не, окей. идејата е ние Ама сакаме идејата да е ги обединиме уникатна. сите клубови, да. Значи клубовите, представници на клубовите ќе ја Се. подготвуваат храната. Да. Ме праша како е агендата, значи клубовите ќе дојдат на 18 во манастирскиот комплекс во Пеленица. Имаме подршка од старешината и од сите луѓе во манастирот. Надлежно Ни се го одобруваат користењето на просторот, ни одобруваат да пренокиме. Значи голем Да, дел од да. клубовите Екипа, доаѓаат да, да. надвор од Скопје. Значи, Пријателите од Хрватска Аеролинс, да. Да, Апсолутно, они значи, се луѓе најавени веќе ќе доаѓаат. То- храната се спрема преку ноќта, се палат казаните, секој јадење е специфично само за себе, имаме кувари, кои што кувари де факто вршат контрола на надгледување. сите останат. Надгледување на како тече процесот на подготовка. Сабајлето и официјално на 19 во недела од 9:30 човека кој кога сака, Како ќе се вратите се свестиме. отворени за сите. Така. Буквално за сите, храната се дели бесплатно. Правиме напори заедно со представници од црквата во Драчево. Дел од храната да се симне и долу, за тие што нема да може да се качат и да се подели исто бесплатно. Да, таму и постои подсетиме само како се викаше отецот. Значи старешината е отец Гоце, но имаме исто така координации со отец Оливер, бидејќи Отец отец Оливер Оливер, да. обединува Он ги една обединува, хуманитарна организација, па ќе видиме Да, сега. да. Добро, еве ни го начина концептов. Кој секој
готви? Кои се клубови ќе видат горе-долу? Вепар, Ќе бидат МК Вепар, ќе бидат МК Свети Николе, ќе Свети бидат Николе, Мечки Куманово Мечките Куманово, да, Струмица ќе дојдат, Цар Тауер, и Конзули и Цар Тауер ќе дојдат како специјални гости, бидејќи они имат нивни специјалитети. да, нивни специјалитети, они ќе прават малце неспецифични Да. за нашите поднебје. Ќе бидат Дури кастом чопер. моите ќе прават нешто исто неспецифично за нашиот, ама тоа више си е, нели, кај нас, ќе кажам, ај сега го зборам како член на клубот, нели, што е во Хрватска, нешто типично хрватско, нели. Така. Бидејќи овие другите ќе спремаат, нели, скоро све наше што е, да кажеме. Ама Од и ние се поднебје, да. договоривме да не биде наше, пошто нели има и други клуби што би сакале да спремат, да не се поклопуваме. Па малци различно битолчаните ќе направат стварно доста интересно, веќе пробано тоа. Значи да не издаваме, Да, ние ќе знаеме да се проба. кој клуб што ќе Да. готви, значи да ги спомнам сите. Наказаните ќе бидат МК Вепар, Мечки Куманово, Old Fox Bikers Fox, Македонија, да. Носачи на крстот, Берес Од Велес. од Велес, Custom Choppers од Струмица и МК Куманово. Да. Да. И Свети Николе. И Свети Николе. Да. Ова се официјалните клубови кои што ќе имаат казан и во казанот ќе приготват Да. јадење по нивни избор. Специјални гости се Цар Тауер Райдерс, Цацар и Конзули и Конзули, Iron да. Ghost од Хрватска. Така. Одличен собир Тоа ќе е. биде тоа, јас не се ни сомнувам, многу пријатели од многу клубови нема да има надпреварувачки карактер Не. кој треба поправ да ја заврши Мислам дека не, хранава, нема да ги тркаме. Ревијал, мислам ревијал, ќе биде, ама не може да го направиш на пример, сме пробали во Хрватска така, може чисто само колку да биде да се Символично, одбележи, да, затоа што да. сепак и вкусови се прашање, нешто не може да И количина, да, се Да. очекуваат. И многу луѓе се само присутни од клубовиве и случајни минувачи. Добро. Се е организирано таму, теренот е одличен, местото е локацијата. проверено. Да. Проверена, Проверено да. веќе што. Да. Да. А кој ќе биде за забавниот дел? Ќе има ли нешто што ќе се случи во напред? Тоа ќе се Оваа остави да година биде ќе се оставиме спонтано. да не за забавниот дел да биде одговорен Тони Батка. Голем поздрав до него. Се надевам не слуша или не гледа. Да. На работа е во моментот. Тој одговара за забавниот дел. Така. Да, он Сега го веќе- знаат, веќе проверена сите- да, сите варијанта, моторџи супер го знаат. DJ. Да, нема што да збореме повеќе. Да. Доволно е велиш дека она што го кажавме за она што ни следува на 19-ти. Има уште нешто што може би е важно и што треба да го додадеме пред да послушаме уште една музичка номера и да влеземе во третиот час. Па, треба да се заблагодариме и на општина Кисела вода, Да. бидејќи целосно го поддржа и целосно застанаа зад настанот. Благодарности до манастирот во Пеленица што повтор пат Исто да ни излегува овозможуваат Дони, да. и до сите луѓе во манастирот и до сите Сите клубови да, кои што сите- ја прифатија да. поканата и решија да бидат дел ова година од настан. И да знаат и за другите клубови што не се учесници, нели пак ќе го спомнеме дека се Тоа сме отворени за сите. Оваа година тие што Така. нели наредната ќе бидат сепак не беа селективно намерно одбрани овие. Само иницијативно се пријавија, етички да, сакаме да, ние да. да ви направиме нешто. така. Специјалитетот битолчаните ќе го донесат и тие работи. Така. Да, се разбираме потполно. Наши луѓе сме, наша крвна група. Ќе уживаме во продолжение во уште една музичка пауза пред да предеме во третиот дел и некако еве да го закружиме ова прво издание од третата сезона на Bikers Garage. Секако ќе споменеме да не заборавате еве уште една јавна покана и до сите оние кои што можеби немаат никаква допирна точка со моторџиството на 19 месецов да уживаат во повтор пат на фестивалот Bike Meet and Food Festival. Ајде да уживаме малку музика. Woodstock Beer Bar. Организацијата е на Bikers Garage и МК Iron Ghost, Света Неделја, Хрватска. Поддршка и логистика, Мотоклуб Драчево Жути, поддржано од општина Кисела вода. 19.2.2023, ден недела, локација Пелини.
попеленица. Безбеден, вешт и совесен возач. Високониводна сообраќајна култура, квалитетен начин на работа и задоволни кандидати за возачи. Автошкола Шкорпион обука ви нуди квалитетна, современа, практична и теоретска обука за А1, А2, А, Б, С и СЕ категорија, спроведена од страна на професионално обучени и лиценцирани инструктори. Ке не најдете во Маџар мало, веднаш крши централната поштака железничка. Автошкола Шкорпион обука за доволни кандидати, завршена работа. Побарете на 077 918 878 и на 075 277 104. Верни на традицијата, верни на македонската кујна, верни на квалитетот. Услуга врвна, амбиент автентичен. 34 години гостилница Лавче кај Жути. Ние сме деца на нашата земја. Место каде со сите сетила ја вкусуваме традицијата. На нашата земја.
na Makedonija. Горе, на втори во Бисер, во аеродром, утринско кафе, опуштен попладневен муабет, секој вторник бенд, а секој викенд уживанција со блуз и рок. Фатете го вашето лонгплей место и препуштете се на мигот. И удрете по некое пиво. Лонгплей кафе, Бисер, аеродром. Ревија Бар енд Фуд, место каде што се спојуваат доброто време и добрата храна. When marimba rhythms start to play, dance with me. Јадете добро, чувствувајте се добро. Телефон за резервации 070 222 817. I can hear the sound of violins. Ревија Бар енд Фуд. Рок бар каде служат уникатно за нечиско пиво, кој на кој ги задоволува и оние најрадикални префинети хедонисти, каде поемот, сцена и настап добиваат нова димензија секој викенд. Тоа е Woodstock Beer Bar на Рузвелтова веднаш на семафорите. Всушност, знаете каде. Woodstock Beer Bar. I don't need frequency. I move freely. I listen to Biker's Garage. Пресметка. Точно напладне е во четврток. Biker's Garage. Четврток, 13 часот. Веќе 13:40, дружба 40 минутна, колку што траеме од првата емисија од третата сезона на Biker's Garage, која официјално започнува денеска и имајте на ум секој четврток во истото време, на истото место, овој пат и надградени и проширени во лайвстрим варијанта, која што може да ја следите на сајтот bikersgarage.mk. За оние кои што можеби во живо сега кога не следат подосна се уклучија, денеска се дружиме со авторот и уредник на оваа емисија Александар, а друштво ни прави и Боби Трте од клубот Iron Ghost. Го најавуваме во оваа емисија не само она што следи во следниве 300 и кусур денови наша дружба, туку го најавуваме и овогодинешниот собир на 19 февруари, повтор пат го организираме овој, ќе речам, мотофестивал, каде ќе се подготвува македонска традиционална храна, но и храна на нашите гости кои што доаѓаат надвор од земјава. Pike Meat and Food Festival, нека биде уште една отворена покана за сите оние кои што, еве, се љубители и на добра храна и на добра пред се дружба. Ајде уште 10 минути имаме до крајот на ова наше Александар дружење, да им кажеме и на оние кои што не следат што не очекува до крајот на ова сезона, која што туку што денеска ја започнавме. Шо не очекувам? Многу гостување. Па се надевам, ние во изминативе 2 сезони поминаа 60 кусур луѓе. Баш некни Тасо се слушнавме спонтано, Тасо од Chopper Club. Така. Ми вика ги помина, вика скоро сите клубови, викам не сме ни до пола, вика да. Поздрав Тасо ако не слушаш. Така. Значи има уште многу клубови кои што би сакал да бидат гости во емисијата. Нивни представници да кажат нивната приказна, имаме
многу фри байкери кои што да, значи Да, кои што не се не беа не се доста членови фри на байкери, клуб, би така. сакал ова година да дадеме малку акценти на нив, бидејќи они имаат една посебна приказна. Нивната приказна е поуникатна, барем јас така гледам, Да. и би сакал тие да станат дел од нас. Да. Мислам од нашава емисија. Се сеќавам на Никола Димитровски од Ешбърн. Тој ни беше гостин, он Да, мислам, Никола, исто е да, фри Никоч. байкер, да. Да. Никоч вози со да, сами со сите. Сами со сите, да, Сами со да, сите. да. Одлично, да. Тој ствари најава дека практично во оваа емисија гледаш, ни гостува и музичари, Да. Да. правиме муабети Да. за музиката, освен дека се добри байкери. Ќе ги следиме сите настани кои што ги организираат нашите пријатели, како Апсолутно. што и минатата сезона ги следевме практично како доаѓа, така најавуваат. Па Јас сега за брзо ние ќе направиме календар, официјално календар за и самите клубови како и минатата година, нели што го објавивме. Веќе сите клубови скоро најавија. Па тоа е целта уствари да се целиот овој проект. Да. Да се зближиме од културата, да имаат кај да видат, да прочитаат, или да слушнат. Точно. Тоа е целта на целиот овој проект, така да се надеваме ќе и отворена покана до сите кои што ете, ви сакаат, имаат нешто да И слободно кажат нека ме контактираат, или било што да Апсолутно, треба, да, апсолутно. во врска со ова, па дури Значи, и кај дел нас- трте да им е потребен да се наоѓа ова ето као зборно место на сите вас, благодарение ете и на идејата и на Александар. Благодарност и мене што ме воведовте во овој свет, ова ќе ми е втора сезона, се надевам дека ќе биде уште поуспешно и од минатата сезона. Им благодариме на пријателиве кои што практично не финансираат заради тоа да бидеме независни, како и Апсолутно. досега, да не зависиме од никого за ништо. Апсолутно. Ќе ве оставам почитувани во добро расположение, ќе ви најавам дека следниот четврток се гледаме повторно на истото место, во истото време со други гости. Те очекуваме пак, само што започнавме сезоната денеска многу. Ќе ни има. Да, И малце мене ќе муавет има и ќе ни има, направивме. Прво наше заедничко гледање ќе биде уште еднаш, ќе споменам, Да. на 19 месецов на Да, еден собир, па од таму и потоа ќе почне се друго. Како што е и редот. И благодарам, поздрав до сите момци и до пријателите кои што ќе ги имаме како гости овде кај нас. Благодарност од моја страна и се слушаме и се гледаме. Александар, за Поздрав. крај, ќе додадеш нешто? Тоа е тоа. Да сме здрави и живи, Да сме здрави да живите. да имаме мирни патишта. Оваа сезона да се возат повеќе. Само со памет да се вози, нели? Да се И возат повеќе да не луѓе. чува горниот што викаме, Да, така. нели? Ама еве, ај као почеток на сезона да го кажам, пак нели не сме возеле долго време да се вози со памет. Нели, баре на почетоков на сезона Да. да се почне мирно. Ви благодарам, дечки, што ете денеска направивме уште едно и прво издание, посебно ќе биде за нас по многу нешта, ги споменав на самиот почеток, може на сајтот сите оние кои што не ја фати од почеток емисијата, на сајтот bikersgarage.mk да ја погледнат, на Facebook страната на Bikers Garage, па и на YouTube и останатите социјални мрежи, за тоа ќе биде задолжен Александра. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте, останете во добро здравје, доколку сте надвор на овие минусни температури со мотор, возете внимателно и секако се гледаме другиот четврток повторно.
don't need frequency. I move freely. I listen to Biker's Garage.